Голема излезност на изборите на 24 април и на 8 мај. Ова се очекувањата на познавачите со оглед на ситуацијата во која се наоѓа Македонија. Според новинарката Ивона Талевска, граѓаните масовно ќе излезат да го дадат својот глас за подобро утре на државата. Таа сигурно ќе биде многу поголема на 8 мај, бидејќи парламентарните избори секогаш по дефолт предизвикуваат и поголем интерес кај граѓаните да се изјаснат за предложените кандидатски листи. Очекувам граѓаните да решат за својата иднина, за сопственото добро, бидејќи Македонија на вистина нема повеќе време за чекање. Очекувам дека граѓаните масовно ќе излезат да решат за сопственото подобро утре, за подобро на сопствените деца. Дека ќе има голема излезност, смета и политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Според него поминало времето на ковид пандемијата, па сега граѓаните масовно ќе гласале и во првиот круг на претседателските избори, но и уште помасовно на парламентарните. Последните податоци покажуваат дека треба да очекуваме малку поголема излезност од обична. Што е право, ние се навикнавме на релативно ниска излезност после кризата со ковид и сега можеби се враќаме на некаква нормална излезност. Над 850.000 гласови очекуваме во првиот круг за претседателските избори. А за парламентарните избори очекувам излезност некаде над 950.000 гласови. Според Арсовски, проблем може да биде вториот круг од трката за претседател, бидејќи таму нема да има кандидат албанец, па тоа можело да ги демотивира албанските гласачи да гласаат за избор на претседател. Имајќи предвид дека двата поголеми албански блока побараат да се избира претседател во собрание. Двете поголеми македонски партии тоа го одбија. А во вториот круг нема да влезе ниту еден албански кандидат, ќе биде тешко за албанските партии, дури со некаков политички договор со некоја македонска партија да ги натераат своите гласачи да гласаат за претседател во вториот круг. Талевска е на ставот дека нема да има проблеми во вториот круг, но дека црната кампања може да влијае негативно. Досегашната кампања тече во релативно фер и демократска атмосфера, иако не можеме да ги занемариме говорите на омраза и навредите кои што доаѓаат од владеачката гарнитура, од која што досега тие воопшто не се оградија. За жал, оваа кампања е на автоголови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на претседателскиот кандидат Стево Пендаровски, и тоа ќе даде соодветен негативен резултат на конто на нивните гласови и на претседателските избори и на парламентарните избори. Првиот круг од трката за претседател ќе биде на 24 април, додека вториот круг заедно со парламентарните ќе бидат на 8 мај.